Основното училиште 11 октомври годинава одбележува 58 години од постоењето. По повод патрониот празник под мотото "Новото училишно руво не мотивира и инспирира за нови знаења", училиштето организира повеќе активности кои неделава се преклопуваат со детската недела со денот на учителот. Како што информираат надлежните од училиштето, првачињата вчера станале дел од детската организација, а денеска, освен меѓуучилишните спортски надпревари, во холот на училиштето се реализираше и ликовна работилница на која освен ученици од училиштето домаќин, својата креативност ја покажаа и ученици од други 6 училишта од нашата општина. Инспирација ни е новата инфраструктура. Минатата година заврши внатрешното уредување на училиштето, односно беа сменети прозорците, вратите комплетно, подовите, реновирани тоалетите. Сега продолжува втората фаза од реновирањето. Ова е проект од владата, нели? Реконструкција и обнова на основни и средни училишта. Втората фаза е моментално се одвива, значи се работи на фасадата, енергетски ефикасна фасада, со што училиштето навистина ќе добие ново руво. И тоа веќе се чувствува и се гледа и учениците се многу инспирирани. Планирано е до крајот на ова година, значи до нова година би требало да биде готова фасадата и потоа ќе очекуваме и реновирање на спортската сала со што ќе се заокружи, значи комплетно ќе биде училиштето во ново руво. Ликовната колонија е насловена 11 октомври денеска, информира наставникот по ликовна уметност Александар Стефановски. 14 инволвирани ученици кои што работат на техника акрил, а задачката е поделена на два предизвика. Првиот предизвик е да направат уметничка фотографија со нивните телефони од новитетите кои што ги има во 11 октомври сега по реконструкција и реновирање. После ставаат филтер на кој што ќе пробат да го реконструираат на уметнички начин. Тоа е вториот предизвик, каде што доаѓаме до ситуација каде што треба да направат боја по три основни бои: црвена, жолта и сина, која што самите треба да произведат боја, пример ако дојдат до зелена. Предизвикот е уште поголем затоа што знаеме дека првото место кое што ќе се жирира на евровизиски начин со 10, 11 и 12 бода ќе добие благодарница и книга од медиатека. Јас сум Евгенија Танасовска, доаѓам од Основно училиште Кочарацин, 8 оделение сум, и по повод на патронат празник на 11 октомври имаме ликовна работилница, каде што на картон користиме трите основни бои: црвена, жолта и сина, и треба да темата е 11 октомври денес и треба да рекреираме слика од училиштето на картон. Јас сум Мила Лазаревска, ученичка од 11 октомври во 8 оделение. Што е на што го цртате денес? Сега го нацртавме кошот кој ни е позади училиштето и таа слика најмногу ни се допаѓаше. Сите заедно трите го работевме. Јас сум Мија Цутановска, ученичка од 11 октомври од 8А оделение. Да кажи ни, какви бои користевте при цртањето? Повдека користевме црна, бела, црвена, жолта и сина. Ова сивата ја добиевме од кога измешавме црната и белата. Јас сум Милица Петрушевска, ученичка во 11 октомври од 8А. Денеска учествував прв пат за сега во ликовен конкурс. Сите го правевме и се надевам дека на тамошното време дека пак ќе учествувам. Во рамките на одбележувањето на предстојниот патронен празник, училиштето распиша и литературен конкурс на кој учениците освен на македонски можеа литературно да се изразат и на јазиците кои се дел од наставната програма во училиштето: англиски, француски, германски и италијански јазик. Одбележувањето ќе заврши следната недела со свечена седница на вработените во училиштето. Годинава заради реконструкцијата на училишниот објект не е предвидена свечена приредба на денот на патрониот празник 11 октомври.